Почитувани, владата тоне во корупција и во афери. Институциите се политички притиснати и парализирани. Ниту имаат капацитет, ниту имаат храброст, ниту пак волја за да го истражуваат криминалот на власта. Мноштвото криминогени, корупцијски скандали на државната мафија. Почитувани, нема никаков напредок во расчистувањето во скандалот Леонардо, корупцијски скандал од меѓународни димензии, во кој што, според аудио доказите, директно е вмешан генералниот секретар на државната мафија Драги Рашковски. ДКСК се уште предметот го држи отворен. Колку време им треба на антикорупционерите во Комисијата за спречување на корупцијата, за да едноставно заклучат дека не му е местото на Драги Рашковски да договара средба која компанија да добие тендер, потоа среде тендер за тоа какви документи да се дособерат за тендерската документација, да се додополни, па средби со компанијата која што е договорена да добие тендер да се договара аванта. Комисијата отвори предмет по допрен глас по правдањата на Драги Рашковски за скандалот на 4 јули. Од 4 јули до сега измина 50 денови, а од комисијата ниту глас. Зари Државната комисија за спречување на корупцијата ќе чека 4 месеци за да се зачистат сите докази и сведоци за Леонардо. Почитувани, нема никаков напредок ниту за тополки. Државната комисија за спречување на корупцијата на 9 мај оваа година отвори предмет за Кочо Андјушев, вице-премиер во државната мафија, за случајот Тополки, во кој што директно се вклучени Кочо Андјушев како вице-премиер и неговиот брат Тодор Андјушев. Од 9 мај, ден четврток, до овој четврток денеска, 23 август, 3,5 месеци, комисијата има отворен предмет, ама нема никаков резултат. Во меѓувреме, насловните страници во медиумите гласат: браќата Андјушеви ја убедија владата да им дозволи бизнис. Владата, каде вице-премиер е Кочо, на 11 јуни одлучува да им даде 9000 квадратни метри државно земјиште на Андјушеви во непосредна спогодба, потпишала Радмила Шекеринска, на 21 јуни одлуката се објавува во службен весник, а Комисијата за борба со корупцијата уште молчи. На широко медиумите објавуваат документи дека фирмата Тополки ја управува братот на вице-премиерот Кочо Андјушев, а е во собственост на две компании, од кои едната Фероинвест е компанија на Кочо и на брат му Тодор Андјушев. Ама Државната комисија за спречување на корупцијата се уште собира докази или поверојатно не прави ништо, додека и покрај оформениот случај под нос на комисијата државната мафија и во овој случај повеќе од 4 месеци си го тера бизнисот. Почитувани, ДКСК не смее да биде тампон зона, не смее да биде алиби за криминалот, за корупцијата и за бизнисите на државната мафија. Не смее да презема улога да биде алиби за обвинителите, да не реагираат, уште повеќе доколку комисијата сама отвара предмети по сопствени сознанија или допрен глас. Вака ниту има борба со корупцијата, ниту комисијата го оправдува своето постоење. Притисоците кои што ги вршат членови на државната мафија, како настапот на министерот за внатрешни работи пред вратите на комисијата, мора да сопрат, а антикорупционерите мора да си ја сработат работата. Се друго е соучесништво. Почитувани, право, правда и борба со криминалот и корупцијата не е можна додека државната мафија држи власта и институциите кои што треба да се борат за право и правда. На Македонија и се потребни итни избори, по кои секој еден случај ќе биде разгледан од независни институции. И ќе има и одговори, и ќе има и одговорност. Дали имате дополнителни прашања? Да, вчера премиерот Зоран Заев најави работни степи за новиот закон за обвинителство за денеска и евентуално дали има договорени средби помеѓу власта и опозицијата, имајќи предвид дека законот е веќе ставен во вторник, а од друга страна и првиот човек на се во притвор, како функционира во обвинителство според. Во однос на средбите на работните групи, запознат сум дека се уште немаше договорен до оној момент до кога се информирав, немаше договорен термин кога би имало средба, но се очекува средба наскоро во однос на да се постигне некаков напредок или
доколку е возможно и консензус за законот за јавнообвинителската сфера. Сами рековте дека во вторник ќе започне, нели, собраниските тела да работат по однос на тоа законско решение. Во однос на тоа каков законски текст ќе биде вклучен за да се донесе закон, потребен е консензус, за да биде постигнат консензус. Прашање е колку власта сака и натаму да турка скриемна амнестија за државната мафија и оние што се вклучени во рекет, Леонардо и останатите други скандалозни корупцијски скандали, или сака вистински закон за борба против корупцијата и криминалот.